Албанската опозиција се мобилизира и ги користи сите оружја за уривање на ДУИ. Европскиот сојуз за промени составен од партиите на Изет Меджити, Африм Гаши и Билјал Касами ке действува како пратеничка група во парламентот. Сакам да знаете една работа од сега па натаму. Се што се случува во албанскиот блок или албанците или пратениците, политичките партии, сите политички чиновници, или се со албанската опозиција, или се со ДУИ. Значи, секој што си се наоѓа, кај си се наоѓа, другите формулации и флоскули не се битни. Битно е кој каде сака да припаѓа. Ние сме овде сплотени во три партии, ќе настојуваме да зголемуваме како политички партии, како граѓани, како интелектуалци, како здруженија, ги повикуваме сите да ни се приклучат. Но уште од старт албанската опозиција се соочува со обструкции. Тие бараат од председателот на Собранието Џафери да не го пролонгира изборот на член на Државната изборна комисија, кој треба да доаѓа од редот на опозицијата. Затоа што, како што велат, тоа го прави соучесник во непочитувањето на изборниот законник. Се пожалија и дека се уште не ги добиле предлог измените на изборниот законник, ниту пак официјално се информирани за евентуални работни групи за датумот на избори во рамки на Собранието. Бараат да бидат вклучени во сите процеси. Очекуваат набрзо да се утврди датумот согласно уставните и деловничките рокови. Од ВМРО ДПМН очекуваат власта во интерес на граѓаните и државата да се согласи парламентарните избори да бидат во ист ден со вториот круг на председателските. Немам информација за тоа, меѓутоа Ковачевски треба да го надмине своето его и треба да покаже еднаш државнички пристап, односно државнички капацитет и да се согласи во интерес на сите граѓани на Република Македонија да одиме на едни заеднички председателски и парламентарни избори. Од СДСМ нема конкретен одговор. Дали и кога ќе покренат иницијатива за работна група? Па нормално дека разговараме. Избори се објективна реалност која што ќе се случи врз основа на оно што го зборивме целиот овој изминат период. А тоа е дека изборите ќе бидат во редовниот термин. Нормално дека како сериозна политичка партија која што претендира да го освои мандатот за следните 4 години, 24-28, и така како разговараме, се спремаме и се надевам дека ќе излеземе со најдобрите можни кандидати. На последната координација собранискиот спикер повторно побарал од партиите да ги усогласат ставовите и да договорат датум за избори. Доколку до нова година тоа не се случи, тој ќе распише избори.